Социјалдемократите го вперија прстот во себе, обвинувајќи за детален урбанистички план за кој постапката започнала додека со општината раководеле тие. Вели градоначалникот Тимчо Муцунски, кого СДСМ го обвини за сомнителна бетонизација во населбата Лисиче. Општината веднаш ги демантираше обвинувањата дека 1000 квадратни метри во населбата Лисиче ќе станат згради на нетранспарентен начин. Тие бараат одговорност за документ чија изработка е иницирана и усвоена во период кога со општина Аеродром и со Советот на општината раководат кадрите на оваа политичка партија. Прстот на одговорност, не сакајќи или без да знаат, го впериат токму во кадри кои доаѓаат од нивни редови. Но ние сме поразлични од нив. Од СДСМ бараат Комисијата за спречување корупција да отвори предмет. Парцелите, каде се предвидени маркичките за градба, се претходно купени од страна на градежни инвеститори, што отвара сомнеш дека тие можеби знаеле каде ќе се градат згради, па затоа купиле парцели од над 1000 метри квадратни. Затоа, Државната комисија за спречување на корупција мора да го истражи овој случај до крај. Муцунски пак е дециден. Не се издржани обвинувања од партија која е школски пример за корупција. Сомнеш за коруптивно постапување ќе имаше доколку со овој детален урбанистички план општината предвидеше можност за продажба на земјиште на мојата сопруга по цена од 70 денари метар квадратен за изградба на фотоволтаици по примерот на лидерот на СДСМ и премиер Димитар Ковачевски. Сомнеш за корупција ќе беше доколку со овој детален урбанистички план општината предвидеше маркици за хотел со 5 звездички за мојата мајка, како што тоа го направи согласно информации од медиумите под председателот на СДСМ Стефан Богоев. Муцунски вели дека се залага за повеќе зеленило од згради, како и за решавање на проблемите на граѓаните, а не на инвеститорите. Спорниот дел на Лисиче и проектот за истиот е на иницијатива на тамошните аеродромци, како што рече тој, и во моментот процедурата е во Општинската комисија за урбанизам. Во зависност од расположението на граѓаните изразено преку анкети, ќе се утврди и конечната судбина на овој дел од Лисиче.